здраво, јас сум Теја, а вие гледате и слушате Хоризонт Телма. Денеска со мене се двајца гостини. Една од нив е долгогодишна новинарка и денес директорка на Советот за етика во медиуми во Македонија, Билјана Гергиевска. Здраво. И со мене е уште еден гостин, Боријан Евтимов, општественик и правник. Здраво, како сте? Ви благодарам уште еднаш што се одзвавте и дојдовте во Хоризонт Телма да позборуваме малку. Јас исто така ви благодарам за поканата, мило ми е да поразговарам со двајцата вас. И мене исто така. Денеска имаме една интересна тема, би ја нарекла актуелна. Би позборувале малку за протестите. Општествена појава која што се појавува кога народот всушност и не е задоволен од моменталните политики што се случуваат во едно општество. Па така, еве прво прашање и до двајцата, зошто се протестира и кој е првичниот мотив? Секогаш во историјата, ако се погледне наназад, протестите се израз на незадоволство, доколку не се лоцирани во една област, ако се општи, масовни протести, се најчесто незадоволство од економската, општествената, политичката состојба во одредена земја, од економскиот удар што граѓаните го имаат во одредени околности, доколку се работи за студентски протести, како што слушаме во последно време околу нас, тогаш станува збор исто така за барање за подобрување на студентскиот стандард, на студентскиот живот, на поквалитетно образование, на промени во општеството, реформи, преку тоа незадоволство да дојдат до ушите на тие кои навистина носат одлуки. Ти, Боријан, што мислиш? Па да, се согласам. Секој протест си е одредена појава на внатрешното чувство за правда или внатрешното чувство кај луѓето за подобри услови за живот за нив, емпатија со некој друг или така натаму. И тоа е еден револт или отпор кон одреден систем, центар на моќ, дали тоа е, како што кажа, во одредена област или е генерално во општеството, така што тоа е израз на човековото чувство и барање за правда внатрешно всадено во секој од нас. Така, протести имало и ќе има. Историски гледано имало уште многу одамна. Јас еве стартна позиција зедов во 1968 година. Кај нас, мислам и тогаш ние сме потпаѓале под поранишната СФРЈ. Тогаш се бележат и оние едни од најголемите протести на студентите, но тоа всушност се и оние протести кога била годината на протести во целиот свет. Тука се протестите во Франција, протестите во Германија, во Италија. Па еве и тогаш било истото, она незадоволство од властите. Што мислите, дали кога ќе започне протест во една земја, тој настанува како еден тренд и се шири во другите земји? Дали е нужно или може да се задржи само во една земја? Зависи од мотивите, зависи од пораката и од масовноста, се разбира. Во 68 година протестите во тогашна Југославија биле дел од тој домино ефект, што значи дека постоеле масовни европски протести, почнале во Париз, имало во Германија, во Чехословачка и така натаму. Дури во САД мислам дека и во САД од секаде со своји причини, меѓутоа главно се општествено-економски барања. Доколку студентите во Франција барале едно, во Југославија мотивите за да излезат студентите и да бидат поддржани од нивните професори и да се спротивстават на властите биле од домашната ситуација. Не биле задоволни од економската ситуација во земјата, не биле задоволни од така нареченото вулгаризирање на самоуправувањето. Не знам дали знаете воопшто што значи и што беше самоуправувањето. Тоа беше еден систем кога во работните колективи секој од вработените, од најниско рангираниот до највисоко рангираниот, се сметаше дека имаат еднакво право на глас и на собирите, така наречени работнички совети, можеа да гласаат и вулгаризирањето беше ете тие што
ги чистат просториите, носат одлуки за судбината на некои професионалци во одредена област, но тоа е сосема друга тема. Не биле задоволни исто така и од состојбата во образованието, не биле задоволни од правдата и од степенот на демократија. Студентите секогаш бараат либерализација, секогаш бараат ослободување од стеги, не биле задоволни од начинот на кој медиумите известуваат и така почнале студентските протести во Белград. Се судриле со полицијата, било полицијата доста невешто одговорила, доста грубо, доста со прекумерна употреба на сила во новинарството велиме. И тоа уште повеќе ги разжестило студентите, станувале се помасовни, имало уапсени, имало физички повредени во тие судири со полицијата, така што веќе морале да се замешаат и високите политичари, очигледно незадоволни од начинот на кој градските власти во Белград ги држеле под контрола или сакале да ги контролираат, да ги згаснат. Движењето станувало се помасовно, јас колку што прочитав, дури јас и со мојата возраст не можам да се сетам на тој настан, дури кога тогашниот лидер на комунистичката партија Јосип Броз Тито упатил порака до студентите, така почнало, односно порака за соработка, порака за диалог, така почнале да се смируваат. Така, јас исто така, јас не сум ни била родена во тоа време, но како што прочитав, не траеле долго, траеле од 2 до 3 недели и потоа на некој начин биле пригушени за тоа време. Но еве Боријан, тебе ќе те прашам, намерно ги спомнав овие протести во 68-та година во Белград, бидејќи се сметаат за едни од најголемите и се поистоветуваат со моменталните протести кои што се случуваат. Дали мислиш дека има некоја сличност помеѓу овие два протести? Еве ќе напоменам за сите што не гледаат, протестите кои што сега се случуваат во Белград се поради падот на настрешницата на 1 ноември минатата година, каде што загина 15 лица и оттогаш студентите протестираат. Па да, секој протест наликува еден на друг, поради тоа што во самата суштина протестот е отпор против символниот поредок или системот, да кажеме, против некој центар на моќ, така што и тогаш се бореле против тогашниот поредок и сега се спротиставуваат на студентите во Србија и каде и да има протести против еден систем кој што има за цел, има системот сам за себе има за цел да проектира моќ врз одредена група на луѓе, во овој случај студентите, и јасно е зашто студенти најчесто се носители на таквиот отпор. Имено студентите и младите пред се за прв пат се среќаваат со системските проблеми и недоследности и веднаш се раѓа тоа чувство на отпор и на револт, додека пак и полесно е да го критикуваат и да се спротиставаат на истиот, додека пак како што поминува времето, како што со возраста се менуваат генерациите, колку се постари толку се навикнуваат на економските, политичките, социјалните околности и се станува се прифаќаат, да се здебело кожата, да кажеме. Така што, да, наликуваат сите протести и други. Не би рекол дека падот на настрешницата е причина за протестите во Србија, туку тоа е поводот. Меѓутоа, причината е целата узурпација од страна на тамошната власт кон целиот систем и општествен живот. Така што, да, наликуваат едни на други, дефинитивно. Така, студентите има и неколку барања, односно услови кои што ги дадоа до самите власти надлежни кои се да ги исполнат. Сега да не навлегуваме во политика, но сепак протестите се дел од политиката, бунт на народот. Дали мислите дека овие барања кои што студентите ги понудија до самите власти, тие не бараат нели оставка од претседателот, тие бараат сите институции да се ги сносат нели своите грешки и да се држат до нив, да ги признаат? Дали мислите дека сите овие услови може да се исполнат и дали се исполнети според вас? За сега јас мислам дека не се исполнети се уште условите и заради тоа студентите се уште протестираат и станува со тоа движење се помасовно. Поддржани се и од многу возрастни луѓе, поддржани се од професорите, од граѓани, од
здравствени работници и секојдневно тој број се зголемува и начинот на кој се поддржуваат студентските протести во Србија сега укажува на сериозна политички предизвик за властите во Белград. Тие прво бараа одговорност за сите лица што биле инволвирани во градењето на таа настрешница на железничката станица во Нови Сад. Добија илјадници страници хартија, но не добија тоа што навистина бараат. Не ги добија меѓу другото дневниците, градежни дневници за тоа точно како се одвивала секоја постапка, не добија точно кои контрактори биле повикани за тој процес, не ги добија дневниците на инспекцијата за изградбата на настрешницата. Имаше и неколку апсења за тој случај, меѓутоа се уште нема никаков исход од тие приведувања, повеќето од нив се во домашен притвор и така натаму, значи нема разрешница за случајот паѓање на настрешницата. Тоа е едно од барањата на студентите кое не е целосно исполнето. Другите барања се да се најде одговорност и санкција за луѓето што ги напаѓаа студентите. Така, имаше неколку напади кои беа шокантни, ги напаѓаа со возила, едноставно се втурнуваа во студентите без оглед дали некого ќе убијат или сериозно ќе повредат. Имаше и физички напади. Има многу теории за тоа кој ги организирал овие напади, меѓутоа да не навлегуваме во теории на заговор, студентите бараат јасно разрешување на овие, расчистување на овие случаи. Потоа имаат и уште некое барање што се додава да бидат пуштени сите студенти што беа приведени во текот на организирањето и изведувањето на протестите. Тие тврдат дека не им треба ниту контрола од полицијата, ниту приведувања, бидејќи сами воведоа своји редари и очигледно секаде кај што ги организираат протестите се одвиваат во мир. Да. Не дозволуваат самите студенти да бидат вовлечени во физички некакви пресветки. Да, јас мислам дека и сите тие конфликти што се случија на самите протести всушност и беа од некои надворешни членови кои дојдоа и направија, ги испровоцираа самите студенти. Имаше и некои примери со некои опозицијски членови каде што на некој начин ги провоцираа студентите. Секогаш има провокатори кога има масовни протести. Секој од своји причини има провокатори и токму организаторите се тие што мора да водат многу сметка да не дозволат да им биде украден протестот. Имаше и такви обиди, нели, и во Белград. Да. Така, би сакал да додам, не мислам дека барањата воопшто се исполнливи, бидејќи барањата како барања, овие краткорочни политички одговорност за тој и тој, одговорност за оној, не мислам дека се главната цел на тој протест. Тој протест мислам дека има многу поширока еманципаторска порака да народот таму, пред се младите, меѓутоа и остатокот, поинаку да се гледа себе си визави авторитетот, визави структурите на моќ, односно кои што се под контрола на Вучич, меѓутоа и целокупна студентите одбиваат и опозицијата, сваќаат дека таа е нефункционална и дека таа не може суштински промени да направи во символниот поредок. И сега тие студенти сакаат да профункционираат институциите. Тоа не е мерливо, тоа не може да се штиклира. Само по себе тие се надевам, а и дека ќе действуваат еманципаторски во околината, е тоа дека тие ќе го натераат ќе изградат една мрежа, ќе изградат една структура која што ќе успее да се спротивставува константно на опресивниот режим кој што е таму, без разлика дали е Вучич, Милошевиќ или било кој. Тоа е многу важниот елемент на тие протести. Дали имало одговорност, ќе има за тоа дело, нема да има за следното. Меѓутоа, градењето на еден поинаков поредок, каде што граѓаните ќе се гледаат поинаку во однос на структурите на моќ, е многу важен елемент и во Србија тоа мислам дека се случува. И кај нас во минатото имаше обиди, може подоцна ќе дискутираме. Да, ќе дискутираме за тоа и нели ќе направиме споредба и анализа кај нас што всушност се случувало, но еве уште ќе додадам председателот
Вучиќ бараше состанок со студентите. Студентите децидно одговорија не сакаме состанок со вас, бидејќи вие не сте тие кои што треба да одговарате за тоа, не е ваша надлежност. Што мислите, дали тие тактизираат со тоа што не сакаат да разговараат со него или едноставно не е тој што треба да разговара со нив? Тоа е прилично необичен пристап и е очигледно се сосема добро осмислени овие протести, бидејќи не може председателот на државата да одговара во името на сите и во името на сите одговорни во институциите што треба сами да функционираат. Тој и има такво однесување, таков став, патерналистички кон сите, тој ја води државата, тој ја води работата и на владата, тој ја води работата и на министрите, ја води работата и на локални власти. Тоа е нешто што се нарекува со други зборови авторитарна власт. Студентите токму заради тоа му одговараат не сте вие тој кому се обраќаме и не сте вие тој со кого треба да разговараме. Бараат одговорност од сите институции и тоа е она што го вели Борјан еманципаторски. Еднаш за секогаш секој во тој систем да си ја врши својата работа одговорно, без оглед дали тоа ќе му се допадне на председателот или не. Оваа порека како да не сака да допре до ушите на Вучиќ, како да не сака да ја види својата вистинска позиција председател на државата, која во некои устави е чисто церемонијална. Тој и натаму се гледа како татко на нацијата. И тоа татко на нацијата дури и не само во границите на Србија. Добра лекција е за него, како ќе се одвива понатаму, навистина не можеме да кажеме, но ова се однесува и на повеќе држави во регионот. Институциите, сите кои прифатиле да работат одговорна работа, именувани политички дојдени на таа позиција, дека мора да се ја вршат одговорно и дека нема веќе народот и младите особено да толерираат и неказнивост, и злоупотреба на позициите, и висока недогледна корупција на секаде, и заташкување на секакви случаи на вакви несреќи со губење на човечки животи од политички причини и заради заштита на политичарите. Така, Еве, Борјан, што мислиш, што е со оние студенти кои што, затоа што се поделени, има и оние студенти кои што се во опозиција, да ги речам, што не сакаат да протестираат и велат дека ги обвинуваат сите студенти, дури како што можев да прочитам, над 60 факултети студираат во цела Србија, ги обвинуваат дека на некој начин се организирани и ги предводи некоја организација која што сака да ја сруши власта, да не Тоа е легитимно. Легитимно е да бидеш организиран и да действуваш во насока на остварување на твоите политички, бидејќи самиот протест сам по себе е политички, цели. Да се надоврзам, таму председателот у моментов има ненасушна потреба он да влезе во некакви преговори, бидејќи така ќе се абсорбира гневот. Ќе се работи, ќе се формираат некакви работни групи, па некакви долгорочни барања, а самата суштина на проблемот е дека едно лице го окупира целиот систем, едно лице е голем татко на нацијата, кој што раководи, кој што ќе ја реши ситуацијата и влагање во преговори со него само ќе потврди неговата целосна власт и окупација на државата. А тие студенти исто така имат легитимно право, некои студенти речат, не, јас не се согласувам со ова. Меѓутоа, властите, реториката е иста како таа што користи Вучиќ, а и секаде кај што има автократски режими, секогаш тие делат ова е вистински начин како треба да се протестира, а ова што го прават тие што се против мене е погрешен начин, тие сакаат да ја уништат државата, тие сакаат да ја уништат Србија, Македонија, како и да е. Така што секогаш постои нивно легитимно право е да не протестираат, меѓутоа банално е да кажуваат кој е вистинскиот начин на протест. Тоа е така што ја спомнав. Интересно е, се извинувам, интересна е таа игра со емоциите. Некој од надвор сака да ја уништи нашата земја. И тоа секогаш се повторува. Нема да одиме далеку во историјата. Секогаш кога некој политичар се чувствува засегнат, одма наоѓа непријатели кои од надвор влегуваат и сакаат да го уништат сето она добро што е во неговата држава, затоа што е таа најдобра. И секогаш
како беше кај нас кога нешто ке згусти на политички план, стално се наоѓаше оружје на Шар планина или чудни луѓе облечени во црно како шетаат и чекаат да не нападнат. Така и Вучич сега оваа глобална состојба му одговара. Србија е јака во регионот и некој сака да ја одземе силата. Тој некој нели постои всушност. Вие кога ќе го прашате Вучич или тој некој е некој апстрактен поем, бидејќи ова е тивка. За Грузија има 100 мислење издадено, за Србија има 0. Никаков став. Америка си се бави со нејзини локални прашања, кој е тој непријател надворешен не може да одговори, бидејќи не постои во моментов таков непријател. Дали се организирани? Да, очигледно е организирани се, ама тоа е начинот на политичко действување. У заедница живееме, не живееме како индивидуи, па секој самостојно делува, така што Така, он ги нарече дури на претходниот, мислам последниот така помасовен протест во Крагуевац, мислам дека ги нарече студентите дека се шарени и тука ќе се поврзаме со самата наша шарена револуција која што беше во 2016 година. По некои истражувања многу од оние што прават анализи велат дека постојат стриктни организации кои што делуваат само за организирање на протести. Така што тука тие организации најчесто се поддржани од невладини организации, се поддржани од некои странски инвеститори, па така тука и Вучич можеше, нели, потенцираше за тоа дека тие се поддржани од таму и таму, тоа и тоа, но не беше конкретен. Дали мислите дека тие што ако еве навидум речеме дека се организирани протести од некоја организација за протести, дали тоа може така да се случи? Дали постои тоа всушност? Јас не знам дека постои организација за организирање протести, меѓутоа знам и свесна сум дека председателот Вучич го фаќа паника од така наречените обоени револуции, што тој редовно ги спомнува во своите говори или контрапротести. Кога се случи протестот во Крагуевац изминатиот викенд, имаше нешто како контрапротест во Нови Сад, каде што тој зборуваше и рече дека нема да дозволи обоени револуции. Тука основан му е стравот, бидејќи со портокаловата револуција во Украина, некаде во 2005-2006 година, беше урната власта која во тој момент беше во земјата и таму борбата беше меѓу демократска и проруска власт во тој период. Шарената револуција што се случи во Македонија во 2016 исто така следеше промена на власта. Токму од тие причини е свесен дека не сака да дозволи, и сосема го разбирам, не сака да дозволи било какви шарени или обоени револуции во својата земја. Секогаш во такви моменти се нападнати невладините организации кои работат на демократизација во одредени земји, на подигање на свеста за човековите права и подигање воопшто на демократските стандарди во одредена земја. Овде кај нас беше напаѓана Сорос организацијата која отворено општество, која не само во Македонија, туку и секаде во светот делуваше на тој начин, на подигање на демократската свест и демократските стандарди во земјата. Сега во многу земји, прво почнувајќи од Русија, невладините организации кои се финансирани од странски пари се прогласени за шпионски организации, и тоа законски, и тоа може да биде и тренд во сличните општества. Така што тука некаде лежи стравот на Вучич од обоените револуции. Така, шарената револуција пред да започне, претходно имаше и повеќе протести претходните години. Можеме да го спомнеме протестот на средношколците кој што започна во 2014 година со воведување на законот така за екстерно тестирање и понатаму тоа прирасна во нешто поголемо, потоа беше смртта на Мартин Нешовски, уствари тоа беше во 2011-та, па потоа 2014-та па во 2015-та мислам дека тука имаше уште траеше и во 2016-та веќе почна шарената револуција која што мислам дека ја прили нели чашата со незадоволството кој што граѓаните го има години наназад. Ќе му дадеме збор на Боријан. Боријан, тебе те прашувам ова, затоа што ти претходно и знаеме дека си бил, мислам јас знам, еве сега ќе дознаат гледачите, дека си бил дел од
Од средношколските така. Да, и од средношколските, подоцна студентските, више кога завршија. Значи, во Македонија, барем првично почва, имаше едно движење Аман, ја го памтам, као дете што беше за струјата, па потоа Слободен индекс, протестирам, мислам дека беше тогаш со Мартин Нешковски случајот, па се родија студентскиот пленум, па потоа средношколскиот пленум, и на крај да кулминира тоа сето со шарена револуција. Тоа е природен текст, се инспирираат различни сектори, граѓански групи. Тоа е еманципацијата која ја зборувам. Кога јас гледам дека друга група действува успешно, може да се организира, ми дава храброст и мене. И тоа е многу важен елемент кај едни протести. Не се само барањата, туку општата ослободување на народот од сам себе, од робството за сам себе, што си го дава зошто би излегол кога не може ништо да се случи. Така што кај нас го имаше тој природен тек година за година да доаѓа за да настане кулминација. Не може да настане кулминација, денес не се случува ништо и утре се случуваат најмасовните протести во историјата. Така што тоа е еден процес, охрабрувањето и ослободувањето прво од самите себе, поредокот има пукнатини и кога тие пукнатини не постои совршен систем. И кога тие пукнатини постојано се укажува на нив, се шират, за во еден момент тој крахира. Во Македонија тоа не верувам дека успешно се случи. Да, падна еден, ќе го наречам режим, бидејќи беше режим во некоја форма, меѓутоа за жал не успеавме како држава да го промениме системскиот поредок. Падна власта, дојде нова власт, остана се исто. Односно немаше сериозни поместувања во поредокот, туку продолжи да функционира на еден начин што верувам дека никој не беше задоволен и затоа сме таму кај што сме. Така што беше тоа еден процес кој што во тој момент заврши краткорочно неуспешно, бидејќи немаше, мислам, успешно ако гледаме дека падна власта, неуспешно дека не се случија системски промени. Така што... Но успешно и дека се охрабрија. Младите се организираа, средношколците се обединија, во студентските кругови се јави едно силно движење за заштита на независноста на универзитетот, на автономијата. Тоа ќе кажев дека долгорочно тие протести се успешни, зашто тие создадоа група на граѓани кои што почна да верува дека може да се случат одредени системски промени. И кои пак би реагирале, претпоставувам. Да, и мојата надеж е дека со текот на време сега доаѓаат и нови генерации, дека тие заедно со таа група на граѓани која што успеала да свати дека е возможно да се действува контра тој поредок кој што владее. Не зборам сега, не мислам некој масони или нешто, туку дека поредок се штити себе. Да, и во однос правосудство, образование, здравство, туку има сериозни структури на моќ кои го оневозможуваат економија, кои оневозможуваат сериозен напредок. Ова група на граѓани се еманципираше првично себе си и покажа дека може. И со текот на времето, Македонија е млада демократија, се надевам дека ќе учиме едни од други, ќе успееме во одреден момент да созрееме како општество и да го промениме целиот општествен контекст, кој што во моментов е незадоволителен, се разбира. Така, Билјана, вие имате долгогодишно искуство во новинарството, како што споменав претходно, и имате известувано за BBC. Така што бивте еден подолг период стационирани во Лондон, ако не грешам. Да. Дали таму имаше, во тоа време кога бевте таму, протести и немири и дали наликува, дали може да се споредат европските со балканските незадоволства и протести? Можам да се сетам на многу масовни протести. Лондон е центар за собирање луѓе од разни причини. Првиот сериозен собир таков и протест беше израз на незадоволство од политиката на лабористичката влада што ја предводеше тогашниот премиер Тони Блер и војната во Ирак. Се собра скоро 1 милион луѓе во центарот на Лондон и го искажаа своето незадоволство од причините поради кои Британија заедно со Соединетите Американски држави ја отпочна војната во Ирак и ја собори власта на Садам Хусеин, тврдејќи дека таму се произведува хемиско оружје и така натаму.
Кога зборуваме за студентски протести, можам да се сетам на времето кога се смени власта, некаде 2010, ако не се лажам, кога падна лабористичката влада и на власт дојдоа конзервативците, заедно со Лейбор, партијата лабористичка во коалиција, што е ретка појава во Британија. Либералната, Либ Дем, се извинувам. Тогаш Либ Дем ветуваше дека ќе има уште подобри поволности за студирање во Британија, додека конзервативците, кои беа побројни и беа водечката партија во таа коалиција, воведоа многу поголеми давачки за студирање, tuition fees, така ги нарекуваат. Тоа значеше дека многу странски студенти ќе се откажат од студирање во Британија, бидејќи нема да можат да го издржат, но и за домашните студенти станува многу посурово обезбедувањето пари за студирање, тие земаат студентски заеми, што потоа треба да ги вратат откако ќе се вработат. Значи, уште со стапнувањето на факултет они се задолжуваат. И тоа задолжување стана многу поголемо во тој момент. Имаше масовни протести на студентите, беа измамени всушност, затоа што едната партија, дел од таа коалиција, ветуваше подобрување на условите за студирање и беше многу проевропска, и имаше протести. Меѓутоа не успеа студентите, останаа давачките, па потоа се случи Брекзит, уште повеќе се затворија вратите и за странски студенти и за одење на децата од Британија во некоја друга земја, така што протестот не беше успешен, меѓутоа студентите навистина го покажаа своето незадоволство. На некој начин дале се од себе. Од Лондон, сега пак ќе се вратиме во нашата Македонија. Во овој период, за жал, се случи еден немил настан. Почина младата Фросина Кулакова, настан кој што разбуди гнев, па дури и без кај младите, не без во смисла сега да сите да бидеме агресивни, но без да се излезе на улица и да се искаже револтот. Револтот мислам дека е собиран веќе подолго време, затоа што како и кај нашите соседи во Србија, така и кај нас тука, свесни сме дека корупцијата е навлезена во сите сфери на општеството, па така и во делот на судството. Еве, Борјан, тебе ќе те прашам, бидејќи знам дека си на некој начин и поддржувач, и јас сум самата поддржувач на протестите и мислам дека треба да се менува, но еве овој протест кој што всушност и се прави во Македонија не е еден обичен налик на обичен протест, сега ќе излеземе, туку протест кој што повикува на промени преку многу други форми, па така што ќе можеш и нешто повеќе да ми кажеш за тоа. Првично е израз на гнев. Системот, целокупниот систем е деструктивен кон младите, кон старите, кон сите. Не е тоа дали била една или друга влада, тоа трае 35 години и природно е дека младите, сите граѓани треба да се гневни кон тој систем и сакаат да се однесуваат деструктивно кон тој систем, така што реакцијата е природна. Дали во моментов тоа може да расте и да се шири, останува на самото граѓанство. Дали граѓанството е спремно да се соочи со тие системски недоследности, со нефункционалноста, со корупцијата која што постои. Меѓутоа треба да се работи. Не може да паднат од небо промените, тоа е еден долгорочен процес, реформи во правосудство или реформи во било која сфера се долг процес каде што граѓаните мора да бидат постојано активни, тоа да го бараат, тоа да го следат и да се борат за тоа. Доколку власта не е спремна да ги испорача тие реформи кои што се потребни, тогаш природно е дека граѓаните ќе се бунтуваат против таа власт. Кај нас не е таква ситуацијата во моментов, бидејќи власта е многу кратко. Меѓутоа, тоа не значи дека власта by default ќе оствари било какви реформи, така што таа треба да се притиска, а доколку не ги исполни потребите на граѓаните, тогаш и отворено да се влезе во некаков судир. Меѓутоа, во моментов, протестите кај нас се само израз на гнев. Дали таа артикулација ќе стане пополитичка, останува да видиме на
на еднината. Не можеме да знаеме тоа. Така, Тој израз на гнев е сосема разбирлив, бидејќи ова е само капка во преполнета чаша за гинувањето на Фросина. Имаше таква несреќа на истото место претходно, имаше несреќа кај Сити Мол пред една година, исто така загина девојка, и тоа на најпрописно која поминуваат на пешачки или на зелено и така натаму. Истиот тој ден пред да почне протестот, јас забележав една многу необична и многу неубава ситуација. Луѓе се собираа покрај цвеќето и свеќи палеа покрај фотографијата на Фросина. Тогаш поминаа тројца моторџии по партизанска, кои така дивеа, толкова бука крена, дури едниот го крена моторот на едно тркало, за да покаже дека што ни можете, ние сме тука и ние ќе продолжиме да дивееме по партизанска и по другите улици. Тоа е судир на две култури на живеење. Едната култура бара ред, мир, почитување на правила, почитување на секој друг, почитување на правата на секој друг. Другите млади луѓе не знам од каде излегува, не знам како се формира, и за тоа треба да се прашаме за состојбите и во образовниот систем и во политичкиот живот, бидејќи многу од младите се свртени, поточно привлечени од политичките партии, и од каде е таа потреба за дрскост и тотално непочитување и анархично однесување. Токму заради тоа сосема го оправдувам протестот, што не знам колку ќе се повторува понатаму, меѓутоа тука е собран гневот на граѓаните од неказнивоста, од корупцијата, од привилегиите за одредени луѓе, дали се тие млади или повозрасни, без оглед зашто им се прогледува низ прсти, детето што направило сообраќајка, доколку било санкционирано според прописите, тогаш кога првпат или вторпат направил прекршок, може би немало да дојде до оваа несреќа. Протестот сега само спречува нови несреќи. Животот не може да се врати на младата Фросина, ниту на претходните деца што загинаа на улиците, но може да се спречи. Сега гледаме после таа несреќа, односно после повиците, главно од социјалните мрежи, дека на улиците нема полиција, дека само се зборува за камери, safe city или whatever. За тие камери јас слушам барем 30 години и тие камери никогаш не проработеа и никој од нас нема добиено дома фотографија дека поминал на црвено или на жолто, само се поставени и сите сме свесни дека не функционираат или можеби функционираат за некои други цели. Така што тоа не е никаква утеха и не е никакво убедување на јавноста. Јавноста е навистина заситена од ветувања. Треба да го видиме тоа што го зборуваат. Јас би се согласила со вас, но еве, јас не би рекла дека нема полиција, има полиција. Сега има, откако реагираше јавноста. Сега има откако реагираше јавноста, но се уште има прегазувања. Еве, се уште има граѓани, еве јас има случаи, читам секојдневно дека малолетник прегазил двајца, не ги усмртил, но ги прегазил, биле однесени во комплексот Мајка Тереза, после пак имаше уште едно, пак има дивење на улиците. Значи тоа е нешто, некој општествен поголем и подлабок општествен проблем кој што треба да се решава. Тука тоа значи дека ние имаме проблем во образованието. Ние имаме проблем и во другите сфери. Нашето друштво во кое што ние денеска живееме, не можеме да направиме разлика што е добро, а што е лошо. Така што мислам дека и самиот мотив, односно протестите се и да укажат на тоа дека и други работи треба да се менуваат во општеството, не само судството, затоа што ние како општество треба да напредуваме културолошки, треба повеќе да се едуцираме, а не само како што овие поновите генерации следат некои трендови кои што не уназадуваат, би рекла. Мислам дека тоа е еден од поголемите проблеми на кои што треба да се работи. Целата ситуација постојат многу проблеми. Прво, како што кажавте, од образованието. Образованието не образова. Ниту воспитува, ниту образова. Потоа отсуството на култура. Државата недоволно инвестира во култура, нема доволно културни простори каде што младите
ќе се дружат, ќе се социализираат, ќе учат, ќе се еманципираат и така натаму. Понатаму градовите, ние немаме концепт на човекоцентричен град, ние градиме градови без план, нема зелени површини, нема простори за дружење, нема простори каде што младите, а и сите граѓани ќе го поминуваат своето време и ќе градат едно чувство на заедница. Ние живееме во градови на индивидуи, со коли, со станови, со згради, кои што ево постојано трка со времето и така натаму. Не е само тоа, правосудството, отсуството на казнивост. Така што многу елементи допринесуваат до тоа да се случува вакво нешто. Не може ние само да работиме на репресија. Сега ќе има полиција на улиците, сега ќе има казни и дека тоа ќе ги реши системските проблеми. Далеку од тоа и затоа тука се младите како луѓе кои што, како што кажав на почетокот, првпат се соочуваат со овие системски неуследности, првите да го изразат револтот, меѓутоа не можат сами, мора да се приклучи целото граѓанство и заедно да се работи на решавање на овие проблеми на поширокиот контекст на нашето општество. Скопје е град кој создава хаотично живење, кој ги прави граѓаните хистерични. Има огромни делови во градот каде не може човек да се паркира. Има огромни во кругот на болницата, јас како новинар не знам колку години се занимаваме со тоа дека не може да се влезе со автомобил и да се остави било каде и потоа да се закрчи целиот сообраќај. Значи, еден обичен паркинг во кругот на државните болници не е среден. Да не речам тоа дека се ветуваше со децении нов клинички центар, сега велат нема да има, ќе биде 8 септември која ја имаме цел живот и која не е доволна за целата држава. Има ветувања за се и се што и луѓето се уморни од ветувања без да видат резултат. Има само назадување во квалитетот на живење. Никакви европски стандарди не се донесоа дома, туку се чека, односно се одлага моментот на приближување кон европското семејство и се наоѓаат еден куп политички причини за тоа. Луѓето се уморни. Можеби еден ден ќе зоврија ситуацијата и ќе се покаже како израз на незадоволство масовно. Младите на тоа имаат целосно право. Скопје нема алтернативен сообраќај, јавен. Скопје е единствен главен центар без превоз од градот до аеродромот. Автобусите се истите што со кои се возев јас кога бев во гимназија, верувате, беше прилично одавна. Има една 22 приватна, мислам дека таа е од 60-тите, 70-тите, мислам дека. Линиите се исти, бројот на автобуси се исти, станиците се исти, нема нова станица, нема ништо ново, нема никаква алтернатива. Тоа значи дека за 30, 40 и повеќе години се уназадувал животот. Да не спомнам дека и медиумите сериозно придонесуваат во тоа, тие со национални лиценци го враќаат живењето во некое итарпеовско време. Што гледаме? Турски серии и народни приказни. Сето тоа е нееманципирачко. И младите имаат право да реагираат бидејќи утре тие ќе го наследат сето ова и нема да биде подобро за живење. Еве ќе ве прашам во делот на тоа дали етиката игра голема улога, еве ги спомнавме медиумите, дали тоа што ни се прикажува всушност и етиката е всушност најголемиот играч во сето тоа. Ако не сме доволно етични и ако не самите медиуми не се доволно етични кон нас, тогаш и како и образованието, така и медиумите имаат голема улога во тоа какви луѓе всушност сме и ние. Мораме да тргнеме од моралот и од етиката на секоја личност, на индивидуално ниво. Потоа, ако зборуваме за медиуми, за новинари и новинарство, станува збор или би требало, или очекуваме да стане збор за личности со личен кредибилитет. А за правилата на игра во новинарството се напишани, ги пишува во кодексот на новинарите и има разни други правилници што се слични на кодексите, етичките кодекси во другите земји, во Европа и во светот. Постојат и така наречени правила за игра за дигиталните медиуми, за онлайн порталите, кои се произлезени од кодексот на новинари. И само ако се почитуваат, ќе имаме етички медиуми кои ќе информираат во името на јавниот интерес. Но се додека имаме медиуми контролирани од политички партии, од бизнисмени, од луѓе со други интереси, од групации со потреба за манипулирање на населението, заради други цели или во името на други држави, политики и така натаму,
тогаш веќе работите се мешаат, не сме сигурни во овој глобален свет, дигитален свет, не сме сигурни што читаме, не сме сигурни на што да веруваме. Многу често гледаме сензационализам, веруваме во тоа што ќе го прочитаме на прв поглед. Многу луѓе не се ни обучени да проверуваат, да бараат факти од повеќе страни, така што медиумскиот простор е прилично хаотичен, не само кај нас, туку и на глобално ниво. Но кај нас, мене ме изненадува, навистина ние сме на толку мала земја, толку само изолирана, па и во медиумска смисла. Во емисиите вести имаме 2 минути вести за другите земји, за другиот дел од светот, а 28 минути за кај нас, за овој политичар, оној политичар. И како да се сведуваат емисиите информативни само на тоа што рекле политичарите. Еве, Боријан вели дека 35 години слуша едно те исто. Јас подолго време слушам исто така само ветувања и навистина разочарува тоа. Разочарува. Не е дека сите луѓе во светот ги гледаат само народните приказни произлезени од сопствената традиција. Така што всушност тоа и што се сервира на крај на денот. Таков резултат има. Таков резултат има и тоа и го конзумираат. Но еве, како за крај, дали мислите дека жртвите не можеме да ги вратиме, зборувам воопшто за жртвите на системот, барем кај нас во Македонија. Дали можеме барем системот да го вратиме и што мислите што секој од нас како поединец може да направи за да утре живее подобро и да не се оцеле? Жртвите не можеме да го вратиме и системот не би сакал да го вратиме, туку да изградиме нов систем, бидејќи ја имам 28 години, не памтам дека некогаш Македонија била функционална држава. Секогаш имала сериозни недостатоци, така што ние како граѓани прво треба да тргнеме од самите нас, да се однесуваме посовесно, да се однесуваме повнимателно, да градиме култура на заедница со најблиските, со нашата локална заедница, на местото каде што живееме, а потоа да се трудиме и тоа да го прошириме, да действуваме кога ќе видиме неправда, да действуваме, не да се откажуваме, бидејќи ако се откажуваме, која е причината да се остане воопшто во Македонија? Мислам, ако не сакаме да ја направиме побаво место за живење, тогаш што е тоа што не држи тука? Имаме сериозна одговорност и ние како млади генерации и имаме и сериозни можности. Интернетот колку што има негативни ефекти, толку има и позитивни, така што не е се така цинично. Може да се действува, ние мора да се организираме, на микрониво, мора да се организираме на пошироко ниво, бидејќи голем дел од младите се чувствуваат непредставени. Не се представени, никогаш не биле представени. Може гласале за едни или за други, ама тоа било за да се гласа, а не зашто вистински таа група ги репрезентирала нивните барања. Така што многу е важно да се изградат мрежи за комуникација помеѓу младите и помеѓу сите граѓани, да се изградат чувство на заедница и преку кога имате чувство на заедница, тогаш вие ќе действувате. Ако вие се чувствувате алиенирани од целиот колективен простор, тогаш нема да чувствувате потреба да се побуните ако се исече дрвото, или да се побуните ако сообраќајот е небезбеден, или ако некој олигарх не одговарал пред судот. Така што мора да градиме заедница, не смееме да се вовлечеме во себе разочарани, зашто тогаш нема поента да живееме тука. Токму напротив, мора да бидеме активни, да комуницираме меѓу себе, да се трудиме да се подобри оваа заедница, оваа држава, бидејќи само така и ќе дојде, тоа нема да падне од небо. Постојано кога има неправда, постојано да се укажува на таа неправда. Сега еден случај, утре е друг, задутре е трет. Денес е правосудство, утре образование, задутре е здравство. И постепено системот ќе покажува отпор, никогаш нема да рече да, супер, реформирајте ме. Меѓутоа, со текот на времето, со текот на годините, со една интергенерацијска солидарност која што може да се гради и мора да се гради, мислам дека може да се сврти правецот, бидејќи правецот по кој што одиме сега не е добар. Тоа без разлика на политичката провиниенција, така е, не може некој да го негира тоа. Така што мора да се действува. А ако не се действува, ќе се трпи. Тоа се двете опции. Браво, тоа е тоа. Јас сум повеќе од дупло повозрасна од Боријан, меѓутоа сум и човек кој сум била иселена, сум живеела во странство и се вратив во земјава. И јас исто така не ја губам надежда воопшто, не мислам дека ние сме најлошото место и не мислам дека треба да продолжиме со таа култура на постојано кукање, укажување ова не чини, а никој лично ништо особено не придонесува.
Барем таму каде што можеме. Можеме да излеземе пред зграда 5 луѓе и да го исчистиме снегот кога ќе падне. Може поголемо заедништво да се развива. Некаде тоа се нарекува, не знам, има методи во земјите да се поттикнува тоа заедништво, а да не се гледа се низ призмата на цинизмот и она полупразна чаша, па да бидеме постојано песимисти и разочарани и да размислуваме за заминување. Никаде надвор од границите не е розево, никаде некој нас баш специјално не чека за таму да ни понуди прекрасен живот. Тука може да се гради прекрасниот живот и само со реагирање и со упорност. Не сум за насилство, не сум за навреди, не сум за негирање на нечии права, меѓутоа со заедништво и со упорност и со акција и активизам апсолутно може да се менуваат работите. Системот не може брзо да се смени. Јас барем тоа го гледам, некоја си транзиција на почеток мислевме дека ќе трае 5 години. Па и додадовме, ајде уште 5 некако. Видовме дека за првите 5 ништо не се случува. Ни 10 не завршија работа. Свесни сме дека грешката е кај нас, меѓу нас, поради грабливоста, поради желбата да се има што повеќе материјално. Ги гледаме сега фигурите кои пред 10 години или пред 15-20 гомила материјално богатство не можат да го земат со себе на крај од живот. Затоа не е тоа единствениот мотив за добар живот дома во својата земја. Да, морам да се сложам, само извини што те прекинав, дека мора губитничкиот менталитет да го спомениме. Дека може да бидеме победници, не мора тоа да биде само 2-3 спортски успеси што сме ги имале во историјата или нешто слично. Може да изградиме победнички менталитет кај населението, да се врати духот преку мали победи, дали тоа е засадено дрвце, дали тоа е исчистено ѓубре, дали тоа е промена на одреден корумпиран функционер. Меѓутоа, преку тоа градење, ја би рекол дека имаме ние уникатна позиција, дека во моментот светот е во криза и ние како држава може да покажеме дека можеме да бидеме добри, можеме конечно да се надпреваруваме со другите народи. Барем знаеме во криза како да се однесуваме. Знаеме како да се надпреваруваме во криза, знаеме како да се однесуваме. Да продуцираме нешто што ние ќе го извеземе како нешто квалитетно, како знаење, како успех, како решение. Така, јас мислам дека ќе ги заокружа мислите со вас дека промината мора и треба да започне од нас, од кај нас дома, од она што го имаме во главата, да смениме мислата, за да можеме и да се движиме со таа позитивна мисла и да направиме промена. И да си ја бараме, нели? Нема да дојде сама, да ја барам. Но мора да бидеме храбри и упорни и барем кај младите да видиме што поголема проактивност во сите сфери и да не бидат песимисти. Јас се роди во Македонија и тоа е нешто најстрашното што ми се има. Ние сме среќни што сме во Европа. Ние уникатно може да изградиме систем. Тие у Норвешка изградени ми е, со што ќе се пофали на крај на живот. Така, ви благодарам уште еднаш што бевте мои гостини во Хоризонт Илма, а ние се гледаме во друга прилика. Поздрав!